Сите имаат 24 часа во денот и сите се талентирани за нешто. Но додека едните кулираат, другите тренираат. Ние ги поддржуваме овие вторите. Затоа што сме убедени дека ќе ги донесат наградите во Македонија. Затоа што ќе ги освојат медалите и пехарите од цел свет. Затоа што ќе ја прослават Македонија. Затоа Дете Талент. Добре дојавте во шестата емисија Дете Талент. Денес на наш начин ќе ви раскажеме приказната за Марко Чаласан. Верувам дека многу добро го познавате или во најмала рака сте слушнале за него. Ако не, тогаш барем еднаш сте го виделе на телевизија или во вестници. Малото сладко дете со долга коса секогаш врзана во репче. Детето кое го нарекуваат компјутерски гени или компјутерски Моцарт. Детето кое со само 6 години се стекна со сертификат од Microsoft, а сега веќе има 12 сертификати. Димилк знае дека само крабичките што ги галат и негуваат, што се хранат на најдобрите места, слушаат само добра музика, редовно одат на масажа и имаат најубави имиња, даваат повеќе млеко, повеќе богато млеко. Ново витаминско млеко. Идеална комбинација за добро здравје. Прво млеко препорачано од Сдруженијето на педијатри на Македонија. Далечната 1991 година, компанија Велковски започна со трговија на градежни материјали. Од тогаш, компанија Велковски успешно ја гради својата приказна вршејќи стручен надзор, дизајнирање, инвестирање и изведба на стамбен и деловен простор по ваша желба и светски стандарди. Компанија Велковски. Нова Македонија. Прочитај повеќе. Докажана 24 часовна заштита за вашето дете. Киндер Имун на доктор Волц. Побарајте го Киндер Имун во сите подобро снабдени аптеки во Македонија. Увозник и дистрибутер Еврофарм. Сигурноста не доаѓа случајно. Таа е резултат на искуство, традиција и знаење. Сигурноста има ново име. Осигурување Македонија. Виена Insurance Group. Но тоа мало и сладко дете од пред некоја година, сега е веќе тинејџер и има 13 години. Во досегашните емисии Дете Талент, за секое дете знаевме по нешто и беше предизвик да дознаеме уште нешто. Но за Марко се знае се. Оттаму, уште поголем е предизвикот да дознаеме уште повеќе. Еве да речеме, мама Радица, тешко ли е да се биде мајка на Марко? Не е тешко затоа што тој е многу послушно дете. Значи, фине, добродушене, ги почитува другите, има почит кон постари, кон родители, кон професори. А што велат професорите? Прв пат се запознав со Марко, започнавме разговор онака необавезен. Марко се виде интелигентно дете кое апсолутно со возрастен разговара со максимална, значи како да кажам, и зрелост и се. Она детското одвај се забележуваше во него. Свесно или несвесно тој пазеше дали зборува со деца или со возраст. Свесен беше дека за високостручните работи мора да збори со стручни лица. И тоа многу сакаше така, доаѓаше кај нас, кај нашите тренери и со нив разговараше.
А со децата, кога играше, јас не можев да приметам дека е нешто другчи од нив. Значи, Марко уште од мал има способност да се прилагоди. Со децата детски, со големите на големо. Отидовме на гости кај Марко за да ја раскажеме целата приказна уште од почеток, а приказната започнува уште од 2-годишна возраст. Здраво, Марко. Да. Ова е твојата детска соба? Да. Значи, детската соба на Марко Чалсон, баш од сега сум мислел, викам, како ли изгледа со да него... Играчки други имаш ли освен ова? Не. А од мал си имал играчки? Од мал да, ама... Со што си сакал највеќе да си играш као мал? Не ми текнува. Со компјутери? Да, да. Од 2 години учиш да си научил да читаш и да пишеш? Да, моите родители така викаат, ама ти не се сеќаваш? Не се сеќавам. Испаѓа дека си роден писмен. Така му доаѓа. Да. Што знам, пошто ми беше прво дете, мислев дека тоа е нормално. Не се чувствував никако поинаку. Мислев дека тоа е нормално и дека секое тоа мало детенце го работи. А на 3 години си научил англиски? Не, со компјутери си почнал на 3 години? На 3 години почнав да работам за компјутери. Да работиш? Да учам компјутери да работам со нив. На 4 години знаев да инсталирам, да конфигурирам се. Мислам да го припремам компјутер. 6 години положив Microsoft сертификат. И више од тоа што знаеме? Да. Од 6 години нааму знаеме за Марко Чалсон? Да. На тој сертификат многу не се возбудив, ниту на следниот, значи се возбудив на сертификатот што го доби во Словенија администратор, беше толку малецок, значи знам бомбончиња купувавме претходно, тој отиде на испит и излезе надвор и прво што дојде рече, мамо, јас го положив со 1000 од 1000. И тоа беше првиот момент кога прв пат значи се расплака од онака од среќа. Потоа веќе све беше нормално. Марко прв пат го гледав на телевизија, 200 беше првиот најмладиот систем инженер на Microsoft во Македонија и се појави едно дете, тогаш некои 9-10 години, колку што се сеќавам. Во прв момент помислев дека некој му помагал, значи за време на спремањето на тој испит и после тоа на основ на тие, тоест не еден испит за тој систем инженер се полагаат во овој момент 4 испита. Значи за тие 4 испита го спремал, претпоставав, родител информатичар или било кој од некоја блиска околина и дека детето се спремило, положило и сега се прави добар маркетинг на таа тема. Моите родители работат со компјутери, па јас сум гледал дека сум гледал нив и сум добил интерес на компјутерите на Словенија. И татко ми добил почнал да ме учи со компјутери. Ти дава задачи? Почна да ме учи, да. Да речеме за да не му досаѓаш, може да рече ај земи тоа, направи го. И док се да те отара се барем 15-20 минути биде слободен човекот или не? Не. Не така? Не така. Така или не така, до 8 години некако соработуваат. Потоа, малку по малку се развидуваат. Поточно, тато и мама продолжуваат со практична примена на знаењето во работата која што ја работат, додека Марко повеќе се насочува кон истражувачкиот дел или што би се рекло чепка во суштината. Потоа, Марко, не се сеќам по кој основ, се видовме со него на некој семинар или ивент. Започнав сега малку и така по стручно да настапам према Марко, ми интересираш. Што како знае, малку и ја се заинтересирав сепак за него и видов дека тој извонредно ја познава проблематиката за која што прв пат видов на телевизија, дека тој положил интернационални испити на таа тема. Значи тој како систем инженер, значи систем интегратор, беше одличен. Неговите родители гледаат дека Марко е малку поразличен, но ај за секој случај да го проверат со едно психолошко тестирање во 2008 година. Резултатите се следни. Покажува супериорна логичко-математичка интелигенција, високо ниво на вербална способност, неверојатно богатство на речник за негова возраст, широка база на знаења и интерес во различни области, љубопитност, креативност, независност и точност, брзина и упорност во работата, самодисциплина и висока концентрација. И многу збори. Обично, кога прв пат ќе се сретне со некој, си мислам дека тој е срамежлив, дека не збори многу, али тоа е све
првиот впечаток, значи тој наоѓа разговор со секого да разговара, не само за компјутери, може да разговара за билки, за планети, за храна, за исхрана, за организми, што знам, за се. Кога ги поминал сите официјални и неофицијални тестови, го оставиле да си ужива во науката, поточно во програмирањето. Живее блиску до Семос и помини замини Семос е неговиот втор дом. Инаку во компанијата Семос се одржуваат врвни Microsoft обуки. Но Марко не ја разбира науката сама по себе, туку тој ја применува. Во еден предузимачки дух, тоа можеби повеќе го одвојуваше од другите деца. Он знаеше сам да праша и да каже, да напише, да има иницијатива да напише книга, пазете на 10-12 години. Самиот да каже, сакам во Телеком на одредена фреквенција да правиме емисија. Значи, тоа нешто го одвајаше тој предузимачки дух, што мислам дека тоа е поважното кај него, но толку знаењето, тоа што бил прв Microsoft тренер во Microsoft систем инженер во свет, колку што тоа предузимачко што кај него, тоа треба да се забореви и тоа треба да се гај, бидејќи на оваа држава мислам дека баш тие работи предузимачки што ги имаат младите, што ги тера да идат напред, да стварат, да гледат, им фалат а тие што ги имаат треба средината изгледа да им помогне да ги потикне. И средината, тоест владата на Република Македонија го поттикнува. На Марко му подаруваат лабораторија со 15 компјутери за да ги подучува своите врсници. Се пријавуваат околу 300 деца и со селекција остануваат 15-тина. Марко е веќе професор. Како ти се чувствуваш како професор кога некој не учи? Или кога не го бива за нешто? Пробував да, доколку не го бива, пробував да му помогнам на него да трошам повеќе време со него, но доколку некој не сака да учи, го оставив бидејќи доколку некој не сака да учи, тој нема да научи. Па добре, сега да се ставиме во ситуација на професорките во школа, некој дете не сака да учи, мора да го научи, таа мора како и да е тоа дете да го донесе до јуни да има двојка. Но од 300 деца за тоа така ги поделивме на тие што стварно има потенцијал. А тие што сакаат? Да, тие што сакаат, да. На часовите беше премногу професионален. Значи тоа беше кога ќе влезе тишина, сите го слушаат, дикаат рака, онака. Баш имаше на германска телевизија која што дојде да прават за Марко емисија. Новинарите 3 пати го прекина снимањето на емисијата. Значи се смеја, не може да викат како може овие дечиња претходно ги гледавме како трчаат, викаат, сега во училницата се мирни и го почитуваат Марко. Марко беше помало од нив по 2 до 3 години од некој од нив. Значи го почитуваа како личност, седеа мирни на час, го слушаа, го прашуваа. Па, сакаше ред и дисциплина. И таму ги учев, но го нема више што школа, бидејќи сакам да се фокусирам повеќе на моите студии, бидејќи не сакам ностоп да се спуштам на тоа ниво. И трошеше време и енергија. Да, дефинитивно. Треба, мислам, да се спреми лекцијата, да се направи што треба да се учи за тогаш, да се даде домашно. Не било лесно да се биде професор. Слушнавте, тие 15-тина деца му го трошеле времето. Затоа решил да направи нешто попаметно. Напишал книга за сите. А ретки се па што ги имаат и науката, и стручноста, и овој предузимачки дух. Напишав книга за Windows 7. Тоа е за, мислам, тоа е направено за луѓе кои што за почетници. Значи книгата не бара воопшто претходно искуство, може да не знаете ни како да го упадите компјутерот. Мислам се е напишано во книгата. Книгата зошто имаше потреба да напишеш книга? Беше во контакт со некој труп, таква како книга за трупове, ти ја викаш Windows 7, таа е книга за трупове, значи го одиш од продавница, го земаш компјутерот, го вадиш од тие кутиите и сега треба... Да, мислам, местење на хардвер, припрема за инсталација на самиот оперативен систем, после инсталација конфигурирање, сум се тоа во книгата наставено. И од кај таа победа напишеш книга, и кажеш, вие труповите морам да ги научам, или имаше потреба, како? Не, сакав, мислам, бидејќи тогаш само учев со сертификација и сакав да напишам нешто. Практично да напишеш нешто? Да. Книгата ја откупува Министерството за образование и ја има во сите основни училишта низ Македонија, барем по еден пример. Која е твојата книга? Да. Све има овде опишано? Да. Од А до Ш?
Да, не е само работите кои што треба да се прават, туку има и опис на процесите што се случуваат во позадина, како за читателот да разбере Што е суштината? Да, што се прави, не само да работи механички. Имаш ли помош од некого? Со книгава? Да. Во почетокот на пишувањето татко ми малку им помогна, но потоа во почетокот мислам како да почнам, но не. Чекај да како е почетокот. Ајде да како си е почнал. Не бев многу толку добар во воведот во тие таквите работи. Во тие што се формалните. Да, формалните работи. И од кај е фактички стручниот дел, ти го рече, тато, како си га тато? Милан. Тато Милан, те молам, седи гледај си телевизија, ја да земам да напишам книга. Значи ова, формалните работи, тато Милан и понатаму запознање со основни купински термини. Термини. Еј, тоа мене ми треба ја многу. Ја многу викам, има едно таму викам она. Тоа она, тоа, пошто не знам ја термини, она, имаш ли такво она? Немаш такво она? Она, стисни го бе она, тоа термините мене многу ми фалат. Редок случај да на таа возраст се постигне таква работна способност и воопшто таков степен на знаење. Ми се свиѓа книга. Има слики. Значи помоца за читање. Извини, да им кажем многу. Ова многу убава слика. Многу убава слика. Црно, позадина, како театар. Како театар. Да, оваа слика беше за една од тие слики што зборував. Овде не се дешава ништо, не мислам се дешаваат работи, но корисникот не треба да направи ништо. Но И сега вака му се појави на екран, што да прави човек? Ништо не треба да прави, туку оваа слика е направена да знае корисникот што се случува додека оваа слика, мислам ова се значи ова не стои него се нешто преодно е. Да, например, тука пишува. Напомена, ова е информативна страница и од вас не се бара никаква интервенција. Можеш да одиш до кујна, да се напиеш сок, нешто и да се вратиш. Да, така пишува на сите слики каде што ни треба да се Едноставно пушете се и следете ги понатамошните измени на екран. Браво. Си ги опишал сите работи и кој ќе искаш и кој нема да искачат. Марко сето тоа го разбира најдлабоко што може. Значи извонредно го разбира, а апсолутно ги поврзува работите, не се држи само до една проблематика, тој комплетно информатиката како област, па дури и дел од електрониката одлично ги познава. Сега малку за образованието на Марко. Марко почнува да учи во основното училиште Блаже Коневски, но после неколку деленија се префрла во нова. Мислам дека во еден момент родителите на Марко, размислувајќи за неговата иднина, бара училиште кое што ќе може да го следи во неговите амбиции и верувам дека заклучува дека можеби и основното училиште во кое што се наоѓа не е соодветно за таа потреба и бара соодветна институција. Барајќи таква институција налетаа на меѓународните училишта нова и мислам дека кога прв пат дојде тука заклучува дека ова би била најсоодветна средина за него. Што ти текна се префрлиш од овде таму? Во нова? Највеќе се префрлив за да биде признаено интернационално школата, бидејќи во јавните школи, повеќето јавни школи во Македонија не се признаени интернационално. За да може да Марко се школува во нова, требаше неколку предуслови да се задоволат, меѓу другото требаше да се затвори финансиската конструкција на неговото школување и за таа потреба излегува во пресред прво представници на Google Европа, кои што дојдаа да го сондираат училиштето, меѓу другото да заклучат дали е тоа соодветна средина во која што Марко би можел да се развива, а меѓу другото и самото училиште излезе во пресред во таа финансиска конструкција за да може да му озвучи на некое дете како талентирано како Марко да се школува. Чисто јас бев изненадена дека го видов на листата на мои ученици и пријатно изненадена затоа што го видов на листата на ученици кои што ќе ги учам за дете кој што сум слушнала дека е исклучително талентирана. Значи, Марко го запознав пред 2,5 години кога дојде во нашата школа во Нова. Претходно имав нешто слушнато за него, нешто прочитано и не ми требаше многу време за да она што сум слушнал и што сум прочитал да видам дека е стварно така, дека се работи за многу талентирано дете. Така да првиот впечаток беше многу позитивен. Од Нова сум задоволна за тоа што како право имаат принципи и стандарди кои што децата мора да ги почитуваат. Значи, тоа најмногу ми се допаѓа за тоа што ако нема ред и дисциплина во едно училиште, нема да има ни успех.
одлично се вклопи во наставата, заинтересиране, бидејќи пристапот е таков да ги внесе учениците да сакаат да работат. Доста имаме лабораториска работа, се работи исто така на истражувања и презентации. Зашто морам да подсетам дека Марко тука е одличен, знае да направи многу добри истражувања, а уште подобро да ги презентира тие и да биде интересен како за неговите соученици, така и за наставниците. Мислиш дека математиката основа во науката? Да, дефинитивно. Во се, во програмирање, за алгоритми, за многу работи. Што се однесува до математика, Марко следи посебна програма за талентирани ученици, по-прогресивна, и таму учениците се предизвикани да се запознаваат со концепти од алгебрата и од геометријата, нешто што во еден нормален тек на образование може би ќе го учат во прва или втора година образование. Значи учи напредна математика и за сега му оди одлично. Мислам, сите науки се вртат околу математиката. Посебно се интересираше за како се пренесуваат наследните фактори, направи одличен модел на ДНК, исто така одлична презентација за мутациите, тоа беше PowerPoint презентација. Мислам дека децата го препознаваат, дека е популарен, дека е познат на медиумите. Меѓутоа исто така препознаваат дека се работи за одличен ученик, за талентиран. Многу брзо учи, многу брзо капира. Малку време му треба за да се подготви, многу висока концентрација, може например истовремено да работи нешто, да пишува и да слушне што од другарчињата во другата група работат. Овдека често работам например на групна работа, 3, 4, 5 деца работат на една задача, на еден проект и кога работи во неговата група може да слуша и да биде да се вклоп, да се вмеша и во другата група што работи, што е мислам така нешто што се забележува. Функцијата на меѓународните училишта нова во образованието на Марко беше во тоа прво да му овозможат да дополнително го развие својот талент и да му дадат слобода да тоа го работи, тоа е едно, но и да му покажат дека во неговиот живот и академски живот посебно има и други интереси и други можности, освен она што се вика компјутери. Значи мислам дека училиштето беше инструментално во тоа да му покаже дека него го бидува и за општествени науки, и за природни науки, и за македонски јазик, англиски, и дека реално во животот, за да бидеш успешен, освен тоа да си талентиран во една област, треба да си целисходен човек и дека треба да ги развиваш и другите квалитети. И мислам дека сега во овој 3-годишен престој на Марко во училиштето, за сега сме многу успешни и мислам дека понатаму дополнително ќе може да му ги прошириме видиците. Со оглед дека јас сум од старото време и тогаш немаше нова, го замолив Марко малку да ми ги прошири моите видици. Што ќе се случува во иднина со компјутерите и компјутерската наука? Се станува толку брзо што почнува да ја претркува и мислата. Еве што предвидува Марко, кој е пред своето време. Многу е тешко да се предвиди иднината на компјутерите, бидејќи се се менува константно, па не можеме да предвидиме точно што ќе се случува. Мислиш дека ќе ја снема телевизијата? Не сум сигурна. Мислам, не сум толку сигурна за телевизијата така работа. Не, зашто викаат компјутерите толку ќе дојат, ќе надвладеат, што еден ден луѓето нема да гледаат телевизија. Телевизијата, мислам, и денеска се преферува преку интернет за многу сервиси, но во блиската иднина, мислам, во следните неколку години, мислам дека нема да има. Ќе дочекам ли ја пензија на телевизија, сакам те прашам сега подиректно. Едно 20 години? Не сум сигурен. Не си сигурен? Да. Нема пензија да. А книги? Викаат свеќе има на таблет. А книги? Можно е да мислам да се преферува книгите на мислам уреди за читање. Ти читаш ли книги? Да. Какви книги читаш? Мислам од секој жанр. А добро, нели има нешто пубаве вака? Морам да покажам. Вака да земеш да читаш и да си заспиеш вака, вака. Чекај да ја не можам да заспиам со ночери, нели? Без ночери ќе заспиам. И сега читам и гледам ова дека црно. Кај го гледаш ова, дека не е интересно. From CD or DVD и само и заспиеш вака. И има ли нешто пубаво од ова? Ова таблет не може ти го замени, ние не таблет. Абе таблет како сака нека кај можеш како да кажам? Кај можеш со таблет вака да заспиеш? Имаш ли таблет тука негде? Да.
Дај да видиме дали може да се заспие со таблет. Мислам за уред за читање или таблет? Абе, таблет формата, дај да видам дали може вака да се заспие кој човек, ај, гледај. И да спиеш са вајле. Оп, никој ќе ти падне да се разбудиш. Еј, кај ти бе човек? Избега. Кај можеш сега со ова вака, оп. Не може, прво е ладно. И вака прво и нестабилно, нема вака на пола поделено како книга. Кај можеш ова да заспиш? Не може ова да замени бе книга. Кој ќе те буди, ќе те штреса него вака. Ги следи тековите на самата информатика, воопшто на технологијата, може да процени што би дошло во некоја идна ситуација, какви тоа технологии би се случувале, така што за таа возраст Марко може слободно во најблаг случај IT консултант професија на визит карта да стави во без никаков проблем и да работи во било која македонска фирма. И конечно се понадевав дека некој ќе знае да ми објасни што е тоа инч. Што е тоа инч? Инч? Инч. Овој колку инчење? Не знам колку инч е, овој инч е мислам како сантиметар, но мислам друго. Американски сантиметар. Да. Значи американски сантиметар ти е инч. Да. Колку сантиметри во американски сантиметар има? Како беше? Не знам, мислам дека беше. Затоа е добро тефтер, оние старине тефтери, си видел ти стар тефтер, ти не си видел, ти си млад. Стар тефтер прво почнува карта на Југославија. Затоа е добар инч. И овде имаш прво карта на Југославија. Од Словенија до Македонија. И тука пишува тоа, вртиш таму, овде ако идеш од Скопје до Белград колку километри потаму, глупост. И после ваму има втора, трета страна, еве како ова, втора, трета страна, и имаш од инч у сантиметар, од сантиметар у дециметар, све да си израчунаш. Старовремски дигитрон, нека од сега. Димилк знае дека само крабичките што ги гледат и негуваат, што се хранат на најдобрите места, слушаат само добра музика, редовно одат на масажа и имаат најубави имиња, даваат повеќе млеко, повеќе богато млеко. Ново витаминско млеко. Идеална комбинација за добро здравје. Прво млеко препорачано од Сдруженијето на педијатри на Македонија. Далечната 1991 година, компанија Велковски започна со трговија на градежни материјали. Од тогаш, компанија Велковски успешно ја гради својата приказна вршејќи стручен надзор, дизајнирање, инвестирање и изведба на стамбени деловен простор по ваша желба и светски стандарди. Компанија Велковски. Нова Македонија. Прочитај повеќе. Докажана 24-часовна заштита за вашето дете. Киндер Имун на доктор Волц. Побарајте го Киндер Имун во сите подобро снабдени аптеки во Македонија. Увозник и дистрибутер Еврофарм. Сигурноста не доаѓа случајно. Таа е резултат на искуство, традиција и знаење. Сигурноста има ново име. Осигурување Македонија. Виена Insurance Group. Со Марко разговаравме уште многу. Многу интересни работи ми изнакажа, но за жал, времето е ограничено и ќе ви ги прераскажам. Се дружи со неговите врсници од мало и старото училиште. Играат фудбал и кошарка, сака тенис, бадминтон и пливање, навива за Џоковиќ и Барса, компјутерите никогаш не ги користи за играње, само за работа. Него бидувало за музичко и ликовно, а омилени му биле математика и хемија. Многу го канат и често патува. Држи презентации, учествува на обуки. Неодамна бил во престаништвото на Google во Цирих и се воодушевил.
би сакал да работи од таква компанија. Може и Microsoft и Apple, се едно. Веќе имал неколку понуди да го продолжи школувањето во странство, но заедно со неговите родители и стручните лица од Нова, одлучиле средното образование да го заврши во Македонија. Сака да живее со своите врсници, а не со постари од него. Ова лето биле во Америка на консултации со неколку врвни универзитети. Имињата можеби ќе ги дознаеме за некоја година, но деталите никогаш. Пред крај на нашата посета, ние му ги предадовме подароците од нашите соработници. Ранецот Пакомак, патничко осигурување од Осигурување Македонија, слушалки од Sony, нешто убаво од Бимилк, пакетче здрава храна од Виталија и нашата статуетка. За крај на емисијата, еве уште неколку изјави од нашите соговорници. Светот ги препознава високо талентираните, ги наоѓа и ги зима и ние не можеме овде да ги задржиме. Еден проблем се парите што не може да ги платиме, меѓутоа поважниот е големите, јаките проекти на кои што они можат да учествуваат. И не знам никого во Македонија што го познава толку длабоко толкав диапазон на работа. Тој би ги изучувал успешно сите науки. Значи, што сака да проба, мислам дека ќе биде успешен и ќе покаже резултати. Очекувам од Марко дека ќе продолжи со истиот ентузијазам, како што почнал уште од Маринозе, уште од мало детенце, да продолжи сам со истиот ентузијазам да се надградува себе си, да го усовршува тој свој талент кој е во област на информатиката и компјутерите, и јас верувам дека за 10 години можеме да го видиме како еден од водечките лица на некоја софтвер компанија. Можеме да го видиме како автор на многу научни трудови од неговата област. Верувам дека може да напредува и можеме да го видиме, јас верувам дека тој е уште поголем предизвик за него да стане експерт кој што го користи тој свој голем капацитет на меморирање работи, на складирање информации, на знаења. Тој капацитет што го има да го преиначи, да го пренасочи и да произведе некои нови производи, иновации од областта на информатиката. Марко ќе добие понуда за да оди некаде. Нема Марко да побара да оди некаде, него ќе се случи обратната ситуација. Јас искрено се надевам дека Марко прво и основно со неговата работа, талент, потоа секако љубовта и грижата на неговите родители и поддршката на училиштето ќе заврши на една од 10 врвни институции како што се Massachusetts Institute of Technology или Harvard, кои што се во математиката и во информатиката врвни институции, и таму ќе го продолжи своето школување, кое што после ќе се надогради со специјализација и со докторат, па еден ден да го видиме и во училница како он го пренесува знаењето што он го стекнал на помладите генерации. Сакам да го задржи она што сега тој го има, значи душата своја, карактерот, добродетта што ја има, значи што сака да им помага на други. Значи тоа сакам да го задржи. А секако и понатака да биде еден од најуспешните луѓе во светот. Ете, тоа беше нашиот начин на гледање на приказната за Марко. Другата недела, друго дете талент и друга приказна. До гледање.